На едно место се гаси, на друго се разгорува нов пламен. Рекордните температури си го прават своето. Пожарите не стивнуваат. Активни се повеќе од 15 жаришта на отворен простор, од кои 4 се големи. Огнената линија на пожарот во Мариово и натаму е најдолга. Според последните информации, тој делумно е ставен под контрола. Околу Крушевица се направени специјални противпожарни пресеки кои огнот не би требало да ги помине. На терен си и екипи кои ќе интервенираат доколку огнот се спушти кон селото. Таму на лице место се наоѓаат сили од локалните пожарникари, поддржани со тимовите за брз одговор на Дирекцијата за заштита и спасување, составени од доброволци од Битола и Кочани и Виница, но воедно имаме и 4 екипи со пинсгауери со специјалните возила, односно огнените тимови на дирекцијата. Се продолжува со битката и кај Македонски Брод на селото Драговдол. Повторно го активирав модулот за шумски пожари на дирекцијата, составен од 25 доброволни пожарникари од различни места од државата со 5 оперативци на дирекцијата. Модулот цел ден работи на терен како поддршка на професионалните пожарникари од Македонски Брод, до кои што изразувам голема благодарност, бидејќи со денови се немат прибрано дома. И овој пожар е значително намален, но теренот е екстремно негостолюбив, на некои места не може да се оди пеш, а ниту има ефект ако се действува од воздух. Неколку дена гори и кај општина Студеничани, а пожарот почна да се шири кон Китка. Тешка е борбата со пламените јазици и кај Кумановското село Никуштак. Ветрот го отежнува гаснењето. Повторно поради ветрот кој што се појави овде, пожарот повторно почна да се шири во два крака. Едниот крак се шири кон манастирот Матече, Света Богородица над Матече, а вториот крак повторно сврте и се враќа на кај Никуштак. Поради високите температури и исклучително сувата вегетација, надлежните повторно апелираат до граѓаните на максимална внимателност. И најмалата искра за кратко време може да прерасне во пожар со сериозни последици.